интернационален фотограф кој доаѓа од Македонија, попрецизно од малото Куманово. Меѓутоа го препознаваат во Милано и Париз Fashion Weekend, може слободно да кажам и по светските модни метрополи. Има фотографирано во над 30 држави во светот, во Европа, Америка, Африка и Азија. Има изработено над 20 насловни страни за светски модни списанија. Единствениот Стефан Соколовски Бетстеф. Стефан, добре дојде во Hype Makeup. Thank you, најпрекрасната најава и добро ве најдов. Кажи ми како си? Одлично е денеска на малку дождлив ден, но секогаш добро расположени. Како успеваш во една недела да се најдеш од едниот крај на светот на другиот? Со многу добар менеджмент, со многу авиони, со многу менаџирања, со многу енергија и добар распоред се постигнува. Дали имаш време за спиење со толку динамично темпо на работа? Како успееш да останеш фокусиран? Обично некои мелоди дека се подинамични и тука веќе спиење не е примерно. И секогаш е мотивација да го иструкам тој одреден период и потоа следува период на одмор и на рестарт, што велам јас, така да се наоѓа. Се наоѓаш. Која е твојата тајна за организација и за успех на интернационално ниво? Тајна би можел да кажам секогаш оптимистички став, секогаш спремен на било какви околности, многу добри конекции, контакти и напредна работа. Како изгледа еден твој типичен ден? Пака да ни го објасниш од сабајле до вечер. Најјакото е тоа што кај мене не постои типичен ден, односно рутина е непозната именка за мене. Секогаш на различно зависи кај се наоѓам и во кој период од годината, односно зависи период на ангажманите. Ако имам фотосесија, после тоа следи обработка, селекција на фотографии, многу комуникација, мејлови, WhatsApp разговори, секогаш во движење и секогаш во покрет. Стефан, морам да те прашам, каков е твојот љубовен статус? Дали имаш време за љубов, љубовни врски? Успеваш ли да се најдеш во приватниот живот воопшто? Еве, ти, драга моја, најдија личноста која ќе може да плати моето темпо и ќе биде во љубовна врска. Значи нема никаква љубов. Да, кога ќе има, прв ќе ви се пофалам. Ексклузивно. Како и секогаш. По какви односи со Патрик Филип Лейн, со оглед на тоа дека често те гледаме на Инстаграм стори на неговите реви и ангажимани околу неговите кампањи? Знам дека моментално спремаш некои кампањи во врска со него. Филип е одличен соработник и мора да признам дека на некој начин тој ми беше од скучна даска, но од друга страна веќе има моменти каде што буквално ми преку глава кога ќе ми спомнат за него, бидејќи сите ме препознаваат по него и ностоп тоа ме прашуваат, но тоа е така, значи тоа е вистината. Он е одличен соработник, многу одличен бизнисмен, има прекрасен тим позади него, каде што се зорганизирани и се знаат својата функција, точно знае како да инвестира, како да го води својот бизнис. Со многу близо пријател со неговата прва жена од Бразил, Фернанда, со целиот негов тим од Италија, Федерико Ноеми, од Швајцарија и од останатите во Европа. Успеал ли да видиш каков е он приватно вака, на кафе муабет, на ручек? Секако да, се наоѓаат моменти во бекстејдж пред организација, пост организација, имаше моменти, ситуации каде што имав на некој начин ексклузива од една страна да видам како се однесува со неговите вработени во новиот хотел во Милано, некои сцени зад кулиса каде што не изгледаат толку гламурозно, но во реалниот свет се многу стесни. Така да имало секакви ситуации. Дали чувствуваш конкуренција на македонската фотографска сцена? Како гледаш на сето тоа? Постои ли некој во Македонија што може да ти парира на тебе? Многу да бидам искрен, не знам како ќе случува на јавноста. Јас воопшто не се пронаоѓам тука на овие простори со било каква конкуренција, бидејќи јас како што знам и како што им истражувано, нема никој на нашиот простор кај што има сработено толку многу едиторијални и фотосесии и кампањи во на 30 држави низ светот. Едноставно сите се некако локално настроени и локално гледаат на работиве и немаат пристап на работа како што ги имам јас. Така да според тоа мислам дека во таа сфера не.
Значи не постои никој. Не знам како свршува најавноста, но јас секогаш транспарентен така да еве. Ако има нека кажат. За мене ми звучи дека не постои ни еден фотограф во Македонија што може да ти парира. Thank you, нај. Дали постои некоја професионална анегдота што можеш да ни издвоиш со оглед на тоа дека долги години патуваш низ светот, фотографираш различни личности со различни карактери, мора да има нешто пошто ќе се сеќаваш на некоја интересна анегдота вака што ти се случила за време на твоите фотосесии? Сега во моментот не можам да се приспитам на ниту една, имало многу. Обично не се сетим за пред ТВ, но еве може да изгледам некој дека ми се имаше случено да зборам објектив во Истанбул една фотосесија и во Самсун, еден град доле јужно во Турција, и каде што сватите како немам објективот земено со мене дури на аеродромот и морав преку пратење Турција да фаќам конекции и врски да ми го пратат објективот назад по DFL. Сега во Бразил исто така кога правевме кампањата за Филип Рио де Жанеиро, го заборив објективот во молот кој што ги беше бутикот и кога отидовме на плажа Копакабана, исто така се сетив дека објективот не е со мене. И мораше да патиме шофер назад по опремата да ја враќа. Така да се дешава така некои ситуации или па со моделки кога не знаат англиски јазик. Тук има многу смешни пантомими, преведувачи, има многу ситуации со шминкери, стилисти. Има најразлични ситуации. Еве може да кажам последна, мислам од неодамна, кога се видовме со Ирина Шајк во Чипријан ресторанство Ибица. Тука беше многу интересно како на еден спонтан начин може да се сетнеш на некоја особа кај што не очекуваш. Излегувам од тоалет во најнормално и се враќам со моето друштво во ресторанот и ја гледам неа. И тоа ми беше фрапантно. Тука разменивме контакт, давав моја визит карта. И еве, ако има соработка, се надам дека ќе споделам со вас. Дали некој клиент или бренд со кој што се соработувал до сега ти останал во лош впечаток? Дали те изнервирал и зошто? Знаеш како секогаш има многу различни карактери и луѓе, односно во оваа наша индустрија е многу специфично, секогаш треба луѓе да се со ист сензибилитет и професионални на исто одредено ниво. И секогаш моите клиенти, моите соработници се тие што веруваат во мојата визија, но еве не можам да лажам, морам да ми кажам дека секако дека имало. Можам да кажам дека тоа се само збор за 3 дизајнери во Македонија. Можеш да ми кажеш кои? Не, тоа мојата транспарентност и професионалност не дозволува. Ќе се пронајдат тие кои се. Малце да ни дадеш така нешто да ние да откриеме. Мојата работна етика не декларира такво нешто, но можам да кажам дека од друга страна не заслужува таква реклама. Така да еве, мислам дека ги слоиш со мене. Дали со женски или машки пол? Или па и така. Така и така. А дали постои некој од познатите личности со кој не би сакал повторно да соработуваш? Имам соработувано скоро со сите и мислам дека немам, бидејќи не мора да е од Македонија, значи може да страст. Па да, од Србија, најблиски соседници, можам да кажам дека не би сакал повторно соработка со Маја Бедович. Зошто? Едноставно немаме исти вкуси, ние гледаме работиме на ист начин. Има многу поинаков тим од што треба да има. Дали сметаш дека мажите или жените се покомплицирани за соработка? Со кој имаш подобра соработка? Дали со моделите што сте мажи или моделите што сте жени? Мажи многу ретко фотографирам, од причина што кај мажите секогаш има многу помал простор за трансформација и за минување на стайлинг имидж и не е секој толку храбар да истрпи некои такви промени. Додека кај жените, они се моја вечна инспирација и жена како лик е моја вечна хероина во сите едиторијали и тука има многу простор за промена на шминка, фризура, аутфити, стајлинзи и едноставно жена како поеме моја муза за едиторијали кои што ги правам фотосесии. И многу е полесно. Едноставно како психолог, фотограф, хирург во Photoshop полесно функционирам со жени. Има ли некои што бараат конкретно услови? Мораш да ми сфотошопираш вака, мораш вака, смали ми го носот, смали ми устата, намали го струкот. Постојат ли такви? Секако да, нели секој сака да изгледа поубава фотографија и тоа е сосема нормално, така да до каде што дозволуваат условите, јас одам, но никогаш не ја предирам таа граница. Дали Стефан Соколовски е скап фотограф? Колку чини една фотосесија е Стефан Соколовски? Па сега, тоа скап е релативна работа. Може би за некој милионер тоа е смешка, за некој што има просечна плата е многу. Се зависи како ги гледа да работиве и перспективата на клиентот, односно колку е спремен да вложи во својот имидж и колку мисли дека неговата репутација е битна.
Стефан, нема да ми ги извъртуваш муабетите, кажи ми конкретно. Зависи защо. Обична фотосесија е, аз сакам да се фотографирам колку ми чинало. За тебе знаеш дека сега се други условите. Така да, како ќе ти кажам, секогаш различни услови и различно за која намената, дали ќе е кампања за билборд, социјални мрежи, лукбук кампања, регионална кампања, локална кампања, дали ќе е за национален магазин, за некој бренд што работи интернационално, за некој бренд што работи локално, најразличен тип на фотосесии постојат. Заработува ли доволно? Тоа исклучиво зависи од самиот уметник, односно за кога работи, дали е фриленс уметник, дали работи за дадени компании и зависи од самата персона, кој како се труди. Така да не можам да кажам такво нешто, не е релевантно. И аз можам да кажам дека сум задоволен во кој правец идиш мојата кариера, но исто така мора да кажам дека кога работиш сам за себе, вложиш огромни напори, работиш 24/7 и енергијата која трошиш никој не ја гледа. Како ја доживуваш модната индустрија во Македонија? Има ли во споредба со светските метрополи? Има ли воопшто споредба? Па паралела не знам како може да се направи, бидејќи ние сме држава 2 милиони, што е многу мал пазар, и тука самите дизајнери не можат толку многу да го нападат својот труд на некој начин и своите креации. И кај нас како менталитет не се толку цени дизајнерско парче како дизајнерско. Да имаш кастомейд парче во светот значи нешто многу поинаку, толку кај нас. Така да има, се развива, но мислам дека може да биде секаква подобра ситуација. Што е следно од Стефан? Имаш ли некој сон кој што не ти е остварен досега? Секако да, човекот учи само додека е жив, така да си поставам многу високи цели во својата идеја каде што би сакал да ги реализирам и секако би сакал да соработувам со многу познати светски јавни личности, како на пример Бела Хадид како топ модел, Леди Гага како супер артист, Лана Дел Рей. Најголема желба можам да кажам дека ми се Шер и Селин Дион. Не се сомневам дека ќе стигнеш до нив. Дај Боже. Имаш ли некој совет за крај за младите фотографи што следат твојата работа? Што би ги советувал? Тука стануваат во прашање во збор многу точки кои што треба да се следат. Пред се би кажал како прво да не слушаат никој, односно да не примаат совети од луѓе кои што не се на 10 нива повисоко од нив, односно да секогаш се базираат на свој стил и да останат доследни сами на себе. Се надоврзувам на второто, да имаат секогаш свој стил, да бидат поинаки од другиве, доколку не се разликуваат од другиве, доколку се вклопуваат во масата, никогаш нема да бидат поинакви. Трето, многу голема амбиција и четврто, константност. Значи, ностоп да имаат нешто ново, да инвестираат во себе. И пето, би кажал, никогаш да не гледаат низ призма на парите. Парите се секако многу битно средство за опстанок и за функционирање во довечниот свет. Money makes the world go round, тоа е нормално, не е џабе кажано. Но доколку ги биде мотив финансиите и доколку ги врка тоа, никогаш нема да бидат среќни и никогаш нема да бидат успешни како уметници. Стефан, ти благодарам на твоето време и ти благодарам што беше наш гостин во Hype. Со задоволство секогаш, хвала ви најмногу. Јас сум Стефан Соколовски, а вие гледате Hype.